Нашата телевизија во континуитет ги следи активностите во образовните институции во градот, во прилог на информирање на граѓаните за сите тековни активности во основните и средното општинско училиште, кои се реализираат со цел унапредување на наставниот процес, но и подобрување на условите за работа на учениците и наставниците. За таа цел, по Основното општинско училиште Илинден и Средното општинско училиште Ѓорче Петров, го посетивме и Основното општинско училиште Јоаким Крчовски и со раководителот на училиштето, директорот Драган Ристовски, поразговаравме на повеќе теми. Неминовно беше најпрвин да го запрашаме за бројот на првооделенци кои се запишаа во новата учебна 2012-2013 година и за трендот на намалување на таа бројка во изминатите неколку години. Колку ученици се запишаа во прво оделение во Основното општинско училиште Јоаким Крчовски заедно со подрачните училишта? Да, значи започна учебната 2012-2013 година веќе од 3 септември и ова година во прво оделение имаме запишани 100 нови ученици, односно 100 првачиња. Во матичното училиште во градот имаме запишано 86, а останатите се во подрачните училишта. И одзивот за разлика од последните 3 години е континуиран, значи тука се движи околу 100, меѓутоа претходните години имаше поддрастично намалување, така да речеме пред 6-7 години во нашето училиште имаше 1300-1400 ученика, а сега имаме 940. Така, што мислите на што се должи тоа намалување на бројката и дали еве сега кај првачињата тоа се случува во подрачните училишта повеќе или во централното училиште? Во последните 3 години намалувањето на бројката на новите ученици се случува најмногу во подрачните училишта. А тоа се должи пред се на миграцијата на цело град, бидејќи во подрачните училишта во селата остана само старо население, бидејќи овие младите се преселуваат во градот и за уште некоја година ќе почне дури затварање на некои подрачни училишта. А додека во градот во последните 5-6 години се намалува бројката од природниот прираст на населението, бидејќи може скоро да биде и негативен. Благодарение на програмата за реконструкција и обнова на училиштата на Министерството за образование и наука на Република Македонија, основните училишта во општината беа комплетно обновени во изминатиот период. Што се опфати обновата на Основното општинско училиште Јоаким Крчовски, говори господинот Ристовски, потенцирајќи дека во училиштето се во тек и активности за уредување на спортските терени, но она што му причинува особено задоволство е тоа што по долги години голгота на учениците и наставниците по физичко воспитување во блиска иднина централната зграда на Основното општинско училиште Јоаким Крчовски ќе добие нова спортска сала. И во последните 3 години откако јас сум директор на Основното училиште Јоаким Крчовски, има направено многу промени во поглед на инфраструктурата и можем да ги наведам се. Да речеме од озгора во горното училиште Партизан, тука учат ученици од прво до трето оделение. Тоа училиште е комплет целосно реконструирано. Значи со воведување на парно грејење, сменување на врати и прозори, електричната инсталација, понатаму во централниот дел тука што го нарекуваме атриум, уште од времето на изградбата на таа зграда од 1925 година, тој простор беше едноставно неискористен и служеше како собиралиште на атмосферската вода, која немаше одвод. Таа се впиваше во темелите на зградата и таа постојано страдаше. Значи, постојано еден дел од таа зграда беше со влага и неискористена. А сега на тоа место изградивме прекрасна спортска сала, не многу голема, меѓутоа за помалите спортови, за нашите ученици прекрасна, со одвод, значи, со парно грејење и за повеќе намени, не само за нашите ученици, туку и за некои од спортските клубови во градот. Понатаму, во дворот на училиштето Партизан исто така е поставен нов асфалт и се поставени кошевите кои пред тоа беа руинирани, едноставно не беа за употреба. Во централното училиште, матичното училиште, тука исто така е направена реконструкција на кровот, целосна изолација, се сменети врати и прозори, воведено видеонадзор и сега сме на план да преземеме уште други некои активности во понатамошниот период. Дел од активностите се насочени кон развој и напредување на целокупната настава пред се на учениците, но кога говориме за делот во кој што учениците ги убавуваат спортот и физичките активности, особено се обрнува внимание низ годините. Што се планира во дворниот дел и со спортските терени во вашето училиште во централното зграда?
Така, ја уште како мал активно се бавев со спорт, да ви кажам, и додека работев тука како наставник во училиште, многу се нервирав за тоа што учениците немаат доволно можности за активно да се бават со спорт, не само на часовите по физичко, туку и општо после завршување на часовите. Бидејќи ако се вратиме наназад, да речеме 25 па и дури 30 години, Крија Паланка имаше прекрасни спортски клубови, како ракометниот клуб, еве пинг-понгарите што се сега се уште, и фудбалски клуб. Меѓутоа тоа се замре за некои години, сега се прават напори тоа да се обнови. Имаме недостаток на спортски терени и јас се обидувам колку што можам, нашиот двор во Централното училиште, иако е премал, меѓутоа да се адаптира и да се направат повеќе, така да речеме, игралишта, повеќе наменски игралишта. Еве затоа во дворот тука додека беше ова бреза, ни правеше проблем. Ја оттрнавме брезата и сега поставивме кошови кои ги побаравме во Министерството за образование на Република Македонија, тие не ги донесува и сега планираме тука да го бележиме игралиштето и тој дел да се користи за како кошаркарско игралиште. Понатаму ова повеќе наменско игралиште што е ќе го оградиме, да не ни одат топките на децата во Дурашка река, да биде кафес игралиште, оградено со висока мрежа до 6 метри. Во делот на училишната зграда и коритото на Дурашка река планираме да изградиме тука исто така одбојкарско игралиште со ограда и позади училишната зграда, кај што се наоѓа сега игралиштето, кај што децата држат часови по физичко додека не падне снег, додека не дојде зимскиот период. Веќе во подготовка е изградбата на новата спортска сала, за која вложивме многу напори со градоначалникот, предежно тој, и се направија геомеханички испитувања и сметаме дека до крајот на оваа година ќе отпочне изградбата на новата сала, што ја очекуваме долго време во нашето училиште. Во многу општини, селски општини има изградено сали, а ние се наоѓаме во центарот на градот, кај што имаме скоро 1000 ученици, а немаме можности за часовите по физичко и покрај тоа што се зголеми фондот на часовите по физичко од 2 на 3, така да ни се случува да речеме во еден ден или на еден час по тројца или четворица наставници да држат часови по физичко, а просторот е никако мал. И таа мала саличка што имаме сега во составот на училиштето, зимниот период користат повеќе наставници, што е едноставно неизводливо и така да часовите по физичко пропаѓаат, така кажано. Дали кој ќе инвестира во спортската сала? Кој ќе инвестира во овој инфраструктурен дел? Министерството за образование и наука ќе биде главен финансиер? Да, за спортската сала главен финансиер ќе биде Министерството за образование и наука и веројатно подкрепено од владата на Република Македонија. Да се говори само за убавото е неблагодарно. Па директорот спомена дека она што им представува дополнителен проблем е влагата на фасадниот дел од задната страна на училиштето, која ќе мора со дополнителни средства да се санира. Проблемот се случува последните 3 години, баш може да се каже како јас бев поставен за директор на ова училиште. Меѓутоа, тука имаше реконструкција на санитарните чворови во 2009 година зимето, кога не бев јас директор, нели? Меѓутоа сега ова што го кажувам не го винувам директор, таа не е била виновна за таа активност што била преземена. Се вршеше реконструкција, меѓутоа таа реконструкција на санитарните чворови не беше правилно направена. Еве во поглед на што. Плочките што беа претходно беа многу подсврсти, појаки, што не ја пропуштаа влагата, а овие што сега ги поставија тие се помеки, понеквалитетни и претходно имаше терацо. Тега тоа терацо беше извадено, а изолација најверојатно не е поставена никаква. И затоа сега, откако се изврши таа реконструкција, нагло се појавува влагата позади школото, баш во делот на санитарните чворови, и ние правиме напори заедно со градоначалникот повторно да се реконструираат тие санитарни чворови, меѓутоа онака да бидат правилно, и тука треба да се постави навистина надзорен орган кој навистина ги разбира работите, за да не се дозволи на тие што го прават, што изведуваат таа реконструкција, да постават неквалитетни плочки и пак да ни се појавуваат проблеми за кратко време. Оваа реконструкција на училиштата комплетно беше инвестиција на Министерството за образование и наука на Република Македонија. Така, дали повторно ќе бидат побарани дополнителни средства од нив? Направивме обид заедно со градоначалникот, да побараме средства прво ние со локалата да може да се снајдеме, да се направи реконструкција со разни проекти. Доколку не успееме, пак ќе побараме средства од Министерството, бидејќи тие се запознаени за
за овој недостаток и мислам дека во најкраток можен рок тоа треба да се санира бидејќи нагло се оштетува зградата во тој дел на санитарните чворови. А кога правиме преглед на окружувањето на училиштето, не можеме да не го споменеме и дворниот дел на главниот влез, кој е преуреден и доби комплетно нов лик, на што е особено Горд Ристовски кој вели: предворјето и неговата слика говорат за институцијата во целост. Многу луѓе така гледам што поменуваат покрај улицата, честопати погледот им е свртен на кај нашиот двор и така со воскит се воодушевуваат за така изграден, односно поставени цвеќарници, поставено зеленило, едноставно личи како парче. Ова е едноставно култура на самиот човек, значи кој ќе се нафати да биде раководител на некоја организација, пред се треба да води сметка да се го уреди дворот, бидејќи има една поговорка: погледни му го дворот на човекот, па ќе видиш како е средено и внатре во самата зграда. Јас колку можев за овој краток период од 2-3 години успеав да го направам, еве до сега што сум се сретнал со наши граѓани, значи секој има пофални зборови за ова што го имаме направено. Меѓутоа, во горниот дел на дворот, кај што е влезната врата за учениците, има уште еден недостаток на дооформување на оградата. Меѓутоа, тука ни прави пречка изградбата на веројатно некој центар тука за трговија ќе се прави и точно не се знае до кај ќе биде тоа нивната граница, односно до кај ќе бидат поставени нивните темели. Значи, ако дојдат од локалата и точно не ги кажат границите, односно меѓите на тој објект, ние ќе си ја дооформиме и оградата и малку дворот ќе добие уште подобар лик. Така би ве запрашала за оној дел влезот кој што служи за учениците. Дали се планира тој да биде проширен, бидејќи во комплетното реконструирање и рехабилитација на целокупниот објект не беше сменет ликот? Баш за тоа сега реков дека тука ни останува проблемот, што не е доформена оградата и верувам дека во текот на оваа учебна година тоа ќе го комплетираме и заедно со целокупното тоа што го кажа пред малку, со игралиштата ќе направиме осветлување на самите игралишта, на самото дворно место, за да можат не само учениците, туку и младинците од нашиот град да ги користат тие простори за ноќно спортување, мал фудбал, кошарка и така, да може да биде видливо. На крајот, директорот не пропушти да им посака уште еднаш успешна учебна година на учениците и успех на наставниците, посакувајќи училиштето годинава да одбележи уште поголеми достигнувања од претходната. И јас посакувам на учениците, на родителите и на наставниците да имаат успешна учебна година со повисоки резултати за разлика од минатата година и со помалку проблеми, се разбира што имавме минатата. Меѓутоа ние не сме имале проблеми во градот, така да се надевам дека и оваа година нема да имаме проблеми, ќе имаме само успеси и добри резултати. Приклучувајќи се кон желбите на директорот, и Златен канал на сите ученици им посакува да нижат успеси и признанија заедно со своите наставници.